Во страотен удар на две патничко-моторни возила на сообраќајницата во правец на управната зграда на некогашен Атом, еден од учесниците го загуби животот, а другиот се здобил со сериозни телесни повреди, поради кој е задржан на болничко лекување. Несреќата се случила ноќеска околу 23 часот, кога се судриле Мерцедес со кочански регистарски таблички и Голф со винички регистарски таблички. Мерцедесот со кој управувал АП, роден 1985 година, со голема брзина се движел во правец на градот, како што се движел и Голфот, кој го управувал ДС, роден 1993 година. Меѓутоа, поради големата брзина, засега од неразјаснети причини, дошло до страотен удар меѓу двете возила, кои се распрснале во пречник од 100 до 200 метри. Синоќа во 23 часот и 5 минути во полициската станица во Кочани пријавено е дека на улицата булевар Тодосија Паунов во Кочани се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Мерцедес со кочански регистарски таблици управувано од 32 годишен возач од Кочани и патничко моторно возило Голф со винички регистарски таблици управувано од 24 годишен возач од Виница. Веднаш излезено на местото на несреќата и двајцата возачи со возило на итната медицинска помош од Кочани се пренесени во болницата во Кочани, при што од страна на доктор кај возачот на патничкото моторно возило Голф за жал е констатирана смрт, додека кај возачот на патничкото моторно возило Мерцедес се констатирани телесни повреди и истиот е задржан на лекување во болницата. Увид на местото на несреќата извршиле екипа на јавното обвинителство и на полициската станица од Кочани. Иако се уште нема официјални информации за причината за несреќата, поради силините на ударот се претпоставува дека Мерцедесот се движел со огромна брзина. До судир меѓу двете возила дошло во моментот на пристигнување, при што Голфот буквално е уништен, а Мерцедесот завршил во еден од фабричките дворови.